Стигнавме до делот кога е време за мојот гостин, со кој што ќе зборуваме на доста актуелна тема, нели, во овие последни месеци, после матурите и запишувањето во високообразовните институции. Мој гостин ова утро е професор доктор Верица Данчевска, проректор за настава продекан за настава, се извинувам, на Битолскиот универзитет. Добре дојдовте и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата исто. На почеток ќе започнам со прашањето околу историјатот на самиот технички факултет во Битола. Кога е основан и која беше првичната идеја кога станува збор, нели, за формирањето на една ваква универзитетска или факултетска единица при нашиот универзитет? Не можеме да не спомнеме фактот дека Техничкиот факултет од Битола е основан 1961 година уште. Значи во месец јануари 1961 година е донесена одлука на собрание на општина Битола со кој што се формира високата техничка школа, виша техничка школа во тој момент со два одсеци: машински и електротехнички одсек. Од тој момент, значи, на 16 октомври 1961-62 академска година започнува со работа Вишата техничка школа во скромни простории. Како што периодот на индустриализација се забрзувал во тој период, значи, после воен, да кажеме, веќе седмата деценија од 20-тиот век, така и се развивала Вишата техничка школа, имајќи во предвид дека потребите за изучување на кадри од инженерските струки се повеќе станувал поголем. Во тој сегмент може да се каже дека 1972 година се придружува и третиот одсек, сообраќајниот одсек, кој што и ден денес е единствен во Република Македонија. До 1977 година работи како Виша техничка школа, од тогаш наваму веќе прераснува во Технички факултет Битола со 3 одсеци. Исто така има и дисперзирани паралелки во Охрид и Прилеп, каде што се едуцираат кадри од овие инженерски струки. Бројот на инженери кои што се едуцирале и тогаш и ден денес, значи, е многу голем и работат во тие стопанственици, значи инженери работат во стопанството и во сите други дејности каде што има потреба. Ја споменавме развојот на индустриализацијата. Кажете ми колку основањето на РЕК Битола беше моментот, можеби, или потребата плюс за да се оформи една ваква факултетска единица каде што, нели, комбинатот ќе може интегрално да се снабдува со кадар? РЕК Битола е најголемиот капацитет индустријски на овој регион и ден денес представува 70% од производството на електрична енергија на Република Македонија, на ниво на Република Македонија. Уште тогаш во основањето, значи, како што оделе Битола 1, Битола 2, Битола 3, сепак, значи, бројот на инженери кои што се потребни се повеќе се бил поголем и се зголемувал. Во тој сегмент, значи, имаме голема потреба за инженери. Исто така, поготово машинските инженери во тие времења, значи во тие периоди машинскиот одсек беше најзастапен, имаше најголем број на студенти, затоа што студентите и инженерите, уште студенти добиваат стипендии кои што понатаму ги земаат во големите фирми да работат. Само што ми го одговоривте прашањето кое што навистина сакав да го поставам во смисла на тоа од тие две понудени студиски програми, зашто повеќе беше интересот, само што ми одговоривте. Како е екипиран со наставен кадар, почнувајќи од самите почетоци па се до ден денес на овој факултет? Нормално на почеток на секое формирање на високообразовна институција, значи со кадар се потребниот број на професори, меѓутоа со порастот за зголемување на бројот на инженери, односно на запишани студенти, се повеќе се зголемувал бројно, се екипирал и Технички факултет Битола денеска е најголемата институција, значи високообразовна на ниво на Универзитетот Свети Климент Охридски. Го споменавме бројот на наставен кадар, го споменавме услугата која што ја дава Техничкиот факултет во однос на студиските програми. Колкав број на студенти се запишуваат? Имаме ли во последниве години некое намалување или интересот се уште трае за овие науки? Значи, мораме реално да кажуваме фактот дека
инженерските струки се едни и техничките науки се така има некое правило непишано се потешки за студирање отколку општествените струки и ние имаме една бариера уште на старт, значи средношколците кои што не сакаат математика и физика на старт се откажуваат од студирање на технички науки, меѓутоа бројот на студенти е се уште многу задоволителен, бидејќи поготово поново време кога имаме повторен влез на капитал странски во преку големите компании како што се Кромберт и Шубер, Дрекстер, Маер и другите кои што се отвораат, бараат голем број на инженерски кадри, бидејќи се тие двигателот во тие капацитети индустријски. Значи ли тоа дека машинскиот одсек е повторно поактуелен помеѓу оние кои што доаѓаат нели да се запишат на факултет? Па повторно ќе биде, мислам, се накрева, се зголемува бројот на студенти, бидејќи секојдневно се бараат од фирмите се бараат дипломирани машински инженери кои што даваат дури и стипендии и кои што сакаат да се едуцираат. Меѓутоа тука морам да ги споменам и другите одсеци, бидејќи се бараат инженери, стипендии се доделуваат и на електротехничкиот одсек, сообраќајниот одсек исто така убаво котира преку интересот на студентите запишани и така. Значи некогаш имаме на еден одсек повеќе, некогаш на друг, меѓутоа ние на некој начин функционираме како еден технички универзитет кој што испреплетени се научните подрачја во секој сегмент. Со влезот на странскиот капитал на земјава, со отварањето на индустријските зони низ земјава и влегувањето на компании кои што тука основаат своји единици, кажете ми, она што го споменавте со стипендиите, Дрекстер и Маер, ако не се лажам, беа тие кои што подпишаа соработка со техничкиот факултет. Колку други вакви компании доаѓаат кај вас кога станува збор за стипендирање на студенти и прилагодување на оние студиски програми кон потребите на она што сега во моментов го бара пазарот? Вие сте флексибилни како факултет и секогаш мислам дека излегувате во пресрет на ваквите барања. Во право сте, значи најпрво при креирањето на нови студиски програми, преку анкетни прашалници, преку други форми на соработка се бараат мислењата и потребите на факторите од стопанството кои што сакаат да вработат одредени кадри. Значи според тие теркови се прават и студиските програми со цел кадрите кои што ќе се произведат и кои што понатаму треба да се носители на работата во индустријските капацитети, да бидат едуцирани и обучени со знаења и вештини од потребните елементи, од потребните области на знаења. Ги споменавме машинскиот одсек, сообраќајниот одсек и електроодсекот, меѓутоа тие бараат, како што кажавме, математика, физика, познавање добро на математичките науки. Ако не се лажам, на факултетот, во обител на техничкиот факултет, функционира дополнително и факултетот за информатика и компјутерски науки. Кажете ми, каков е интересот на оваа струка? Има ли луѓе кои што, таму не се бара толку многу математика, така да се изразам? Факултетот за компјутерски науки, значи техничка информатика се викаше кај нас, од 2006 година беше до 2014 година во нашиот состав функционираше, сега е посебен факултет со факултетот за јавна администрација, значи се соединија и сега тој е факултет за информатички и комуникацијски технологии, не се повеќе во состав на технички факултет, значи ние останавме стандардно на класичните инженерски струки. Како беше предходно интересот кога стануваше техничка информатика, бидејќи јас сум еден од вашите студенти и се сеќавам во тој период кога се основаше овој одсек, да речем, интересот беше навистина голем. Првично беше со 3 години, па дополнително уште 1 година за да се добие називот дипломиран инженер по техничка информатика. Потоа имаше преименување и воведување на дополнително уште 1 година задолжително. Имаше ли интерес, бевте ли задоволни или можеби причината на формирањето на овој нов факултет едноставно се виде каде се повеќе интересите и се напушти таа смисла? Колегите од одсекот за информатика тогаш кои што функционираа кај нас одлучија дека сакаат да бидат сегментирани, значи од технички факултет, сега се
како што кажавме, заедно се споја правен наследник на факултетот за администрација е новиот факултет за информатички и комуникацијски технологии. Имаше одреден интерес тогаш, меѓутоа имаше одреден интерес многу голем во тој период и за одсекот за сообраќај и транспорт, каде што ние запишувавме и по 200 и 300 студенти во периодот, негде од 2000 до 2010 година. И групите во четврта година беа по 80 до 100 студенти, што е многу голем број за техничките струки. Ние сме и сега задоволни, значи видовме дека интересот на студентите е сепак најголем не за модифицираните и хибридни студиски програми, туку за класичното машинство, класичното сообраќај и транспорт, електротехниката во случајот кај нас електроенергетика, графичкото инженерство, индустрискиот менеджмент. Имаме една студиска програма за мехатроника. Ке го споменам сегментот на меѓународна соработка и соработка со стопанството и институциите на државата. Технички факултет Битола, бидејќи 55 години постои, цело време во текот на неговиот период, нормално дека имало соработка со стопанството и затоа била и формирана Висшата техничка школа во тој сегмент, значи денеска во духот на таа соработка се продолжува и понатаму, имајќи во предвид дека без соработка со стопанството не би биле исполнети основните цели, односно кадрите да се насочуваат онаму каде што се потребни. Технички факултет и ден денес подпишува договори и за меѓународна соработка, значи со други универзитети со кои што соработуваме во поглед на мобилноста на наставен кадар и на студенти, кои што можат преку различни програми, Erasmus+, Базилеус, Цепус и најразлични форми кои што се најчесто европски мрежи, можат да престојуваат студентите цел семестар и повеќе на друг универзитет и кога ќе се вратат нивните предмети кои што таму ги положиле да бидат признаени на домашниот факултет, на базниот факултет. Исто така, значи, се студира, се соработува во сегментот на меѓународната соработка преку заеднички студиски програми, преку проекти, преку мобилност на професорите кои што одиме на студиски престои во други држави, универзитети аплицираме, преку меѓународни значи проекти каде што се потребни повеќе партнери уште на старт за да се добијат тие проекти, бидејќи основната смисла и на европските проекти во високото образование е поголемо вмрежување на некој начин и соработка меѓу земјите од Европска унија и најчесто земјите од Југоисточна Европа, каде што спаѓа и нашата држава. Високото образование како по дефолт, така ќе се изразам, посебно во вашиот факултет, неминовно е да се воведе онаа пракса. Покрај теоретскиот дел, значи мора да има и пракса. Имаше период во државава кога, така да се изразам, одредени факултети, одредени универзитети заради неможноста, заради транзицијата, голем број од практиката не можеа да ја воведат, иако сега има напори или таа постојано да се враќа и да се воведува во високото образование. Вие сте еден факултет кој што овој сегмент воопшто не го изостави никогаш, секогаш наоѓавте начин на студентите да им овозможите практична настава, што во рамките на факултетот и универзитетот исто така да се случуваат и по компаниите со кои што соработувате. Кажете ми збор два, колку е важна практиката во вашиот факултет? Практичната инженерските струки се цело време подкрепени со практична работа, значи за студентите на кои што ќе го научат во теоретскиот дел, да можат да го видат. Најпрво во лабораториите на технички факултет, кои што ги имаме значително многу, значи и од самиот технички факултет, тука морам да споменам и две лаборатории од владата кои што се добиени на Република Македонија, тоа е лабораторијата за сообраќај и транспорт и лабораторијата за странски јазици и изучување, како и понатаму, значи кога ќе имаат можност да видат преку лабораториски вежби и слично, понатаму можат да не можат, туку задолжително треба да посетуваат еден месец во летниот период во некоја компанија од оние кои што имаме подпишано договори и со кои што ние сакаме да значи студентите и според местото на живење, а и според жалбата што понатаму или каде треба да работат. Одат на пракса и со дневникот таа пракса мораат да покажат за да се запишат во наредниот семестар, односно во наредната година.
Овде морам да кажам дека во последниве години, поготово оваа година, се измена начинот и корелацијата меѓу овие сегменти, додека во претходните период на транзиција, кој што беше јако изразен, немаше можност, се помал беше бројот на компаниите кои што примаат студенти на пракса. Сега имаме една ситуација каде што самите компании доаѓаат за практиканство на студентите со цел уште од пониските години, значи да ги обучат, да видат како се работи кај нив. Дури имавме можност од Кромберт и Шуберт да имаат плаќање дел за таа практиканска работа, со цел понатаму понивно завршување, веќе тие на некој начин да се обезбедат со добри, релативно добри кадри. Во овој сегмент, значи, можеме да кажеме дека и овај е изразено и преку давањето на стипендии, кои што ние ги имаме значително многу. Значи, на електротехничкиот одсек даваат ЕВН, МЕПСО, ЕЛЕМ, најголемите компании кои што се и то даваат стипендии од прилика по 6.000 денари месечно за најдобрите студенти. И од машинскиот одсек исто имаме стипендии од различни фирми кои што добиваат студентите во текот на школувањето со цел да може понатамо да се мотивираат и да изберат компанијата која што ги стипендира тие студенти. Го споменавме моментот дека да, сега компаниите бараат да бидат дел од практиканството на студентите. Се случило ли студент после завршување на таа практика и факултетот веќе да се вработи во некој од компаниите каде што посетувал практична настава? Тоа е најчест пример сега. Значи, тоа е најчесто и така треба да биде. Затоа се обучуваат тие, тоа е на двојна добивка и од компаниите и за студентот, бидејќи кога ние кажуваме дека имаме многу голема невработеност, сепак од една страна вработувањето за некои кадри е многу лесно и многу лесно можат да се вработат во Ова го споменувам бидејќи во една прилика при одбележувањето на 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски, на Педагошкиот факултет заедно со Европското движење беше организирана една манифестација, така да се изразам, беше истакнато дека Европа е таа која што многу работи на сегментот после клупа, поблиску до вработување. Вие сте најдобриот пример, да не се изразам погрешно, во земјава кој што тоа најдобро го покажува кога станува збор за вработување на оние кадри кои што излегуваат од вашите клупи. И сега, професорке, ќе наметнам еден момент, детскиот семафор. Значи, тоа е една манифестација која што има долга традиција и каде што е многу важен сегментот кога станува збор за раната едукација кај децата на оние основни или базични правила на однесување кога станувате дел учесник во сообраќајот. Вие сте главни поддржувачи на оваа манифестација. Јас сум исто така председател на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Битола. Значи, тоа е тело кое што е формирано од Совет на општина Битола и втора година веќе од лани, тоа се одржува многу долго време, меѓутоа втора година од лани цело покровителство го презема општината Битола со сите потребни елементи и она што е потребно за организирање. Годинава детски семафор беше организиран на Технички факултет. Во, значи, првиот дел имаше тестови кога полагаа учениците од 5-то, 6-то, 7-то, 8-то, 9-то одделение во мала и голема група и понатаму, според резултатите од тестовите, ние имавме практичен дел, односно полигон, кој што исто така беше нацртан на паркингот на Технички факултет, со цел децата да можат со нивните велосипеди на едно место да го завршат надпреварот. Беше регионален надпревар, се избра екипи, мала и голема група. Тој е еден многу важен настан за децата од основно образование, за учениците и за нивните наставници по информатичко и техничко образование, бидејќи тие сакаат да се надпреваруваат нормално во духот на секој човек, па и на секој од децата од мала возраст, да ги покажат нивните знаења во теоретски дел од сообраќајот и нивните вештини во возење на велосипед. И навистина се многу вешти во тој сегмент, дури се за восхитување децата. Најдобрите од нив беа пуштени на државен надпревар во Скопје, кој што се одржа на 21. мај во саботата. И таму убаво поминаа децата, значи цело време
сите работи кои што беа потребни за организирање на овој натпревар во поглед на маички, стилат, сендвичи околу организирањето, сокчиња, сето тоа беше, медали, пехари беше од општината Битола, од Советна општина, односно од општина Битола, и сите беа задоволни. Во тој сегмент, меѓутоа, има уште еден надпревар кој што се организира од Републичкиот совет за средношколците, а тоа е возење со велосипед, односно техники на возење. Во моментот размислуваме како да го прошириме овој настан за средношколците, бидејќи во нивната возраст, односно во нивната години на возраст, во нивната доба, исто многу актуелно возењето на моторцикли во овој случај, односно како целта е како тие да се заштитат со моторциклите и да ги научат основните правила и прописи и безбедно да учествуваат во сообраќајето. Тоа беше околу детскиот семафор. Јас ќе се навратам повторно на Техничкиот факултет во однос на одржувањето на меѓународна научна конференција. Може ли збор два околу ова случување? Од 19 до 21 мај на Технички факултет Битола се одржа меѓународна научна конференција, прва по ред транспортот во денешното општество. Организирана беше од колегите, од моите колеги, значи од одсекот за сообраќај и транспорт директно, а поддршка дадоа сите колеги од Техничкиот факултет. Таа конференција учествуваа од прилика 50 до 60 професори и учесници, студенти, магистранти и докторанти од другите држави, од Република Хрватска, Словенија, од Србија, од универзитетите, значи кои што од Полска имавме гости, кои што се најчесто нашето обкружување, меѓутоа еве не почастија со присуство и од подалеку. Беше една многу добро организирана, одлично организирана конференција, која што го покажа собствениот, значи, квантум и на трудови кои што беа испратени и на квалитетно испратени трудови кои што исто така беа рецензирани и за кои што понатаму следува издавање на зборник, како и од секоја конференција, со што ние се надеваме дека ова ќе стане традиционална конференција со цел и факултетот се промовира на тој начин, и универзитетот, и градот Битола. Гостите ги прошетавме во Хераклеја, во музеи, низ широк сокак да видат колку е убав нашиот град, во тоа, затоа што значи, скоро сите конференции сега најнов трендовски се организираат во Охрид, меѓутоа ние сакавме тоа да биде баш во Битола и на Технички факултет во моментот каде што ние работиме и постоиме. Јас ви благодарам на овој исцрпен момент. Ќе ве задржам уште малку во студио, каде што ќе ја начнеме темата околу доделувањето на дипломите кои што се случи во текот на вчерашниот ден. Предлагам да го погледнеме материјалот во овој момент. Промовирани новите дипломци и магистри на Техничкиот факултет во Битола. Овој битолски факултет е лидер во Република Македонија по производство на квалитетен инженерски кадар, а 55 годишното постоење е само еден од доказите за тоа. Во текот на овие 5,5 децении на Техничкиот факултет се промовирани повеќе од 7.000 дипломци. Денес ќе бидат доделени 99 дипломи на прв циклус на студии и 25 дипломи на втор циклус магистерски студии. Горди сме со фактот дека Технички факултет Битола представува расадник за развој на квалитетни кадри од областа на техничките науки. Тоа го потврдува и големиот број на успешни инженери, стопанственици, истражувачи, научници, кои со своето знаење се стекнале на Техничкиот факултет Битола. На оваа промоција присуствуваа и инструктори од Центарот за обука на пилоти, кои пред новите дипломци им ги представија можностите кои ги нуди овој центар, а конкурсот за воени пилоти е веќе во тек. Прво би кажал кои се основните услови за воен пилот, значи да се биде државјанин на Република Македонија и да не се постари од 28 години. И практично оваа целна група тука комплетно се совпаѓа во тој дел и нормално си има желба за летање. Потоа кандидатите доаѓаат во Центарот за обука на пилоти и таму се вршат одредени селекции, меѓу другото познавање на англиски јазик, бидејќи наставата се одвива на англиски. И курсот трае 18 месеци, во кои практично се завршува комплетната обука, пилот на хеликоптер, воен пилот на хеликоптер и се здобиваат со офицерски чин во армијата на Република Македонија.
Деканот на Техничкиот факултет во Битола на крај упати апел до сите матуранти да искористат можноста и да се запишат на Техничкиот факултет, бидејќи кадрите кои произлегуваат се барани како во Македонија, така и ширум Европа. Еве не повторно во студио со мојот гостин, професорот доктор Верица Данчевска. Одржана промоција на дипломирани. Вчера, значи на 25 мај, имавме промоција на дипломирани студенти во последнава академска година. Тоа беше еден многу убав настан организиран од Техничкиот факултет во Битола. Имавме 99 дипломи од прв циклус, значи во текот на годината дипломирани и уште 25 дипломи од втор циклус, односно од магистерските студии. Настанот беше организиран и предвиден секако од нашите, значи од нашиот менеджмент на факултетот, како и секоја година и оваа година, меѓутоа нешто што се случи малку поинтересно беше контактот преку еден наш професор во пензија, кој што предаваше на воздушен сообраќај, Стојче Десковски, кога ме побара еден ден и кажа дека имаат потреба од комуникација со школа за пилоти од Министерство за одбрана на Република Македонија. Стапивме во комуникација и тие побараа да ја презентираат школата за пилоти пред веќе дипломирани студенти. Прво што ми текна, тоа беше пред еден месец од прилика, пошто ние немаме направено промоција, најмногу дипломирани студенти би нашле на едно место на промоцијата на Технички факултет и во тој сегмент ќе имаме, значи, му предложив да се видиме на промоцијата кога уште не беше датумот конкретно одреден. По неколку телефонски разговори со нив кажавме дека ќе биде на 25 мај и тие имаа многу убава идеја да дојдат со хеликоптер тука, да бидат поатрактивни за студентите да ги видат. И така вистина се случи, меѓутоа штета што тие не можеа да слетаат на паркингот на Технички факултет заради некои инфраструктурни елементи од жици за телефонија и други електрична енергија, слетеа на игралиштата, фудбалските игралишта и дојде екипа од 6. Значи, нивни вработени, меѓу кои што беше и нивниот директор, кој што и уште еден соработник кој што се израелски државјани, а работат тука, значи во Министерство за одбрана, и уште имаше инструктори за летање и имаше од тие академци, односно од тие кандидати кои што ги обучуваат, меѓу кои едно девојче. Присуствува на нашата промоција и понатаму се представија по доделување на дипломите со нивната презентација, во кои што беа навистина интересни и студентите беа тие што се заинтересирани, секако имаше и прашања после промоцијата. Од сето ова произлезе и наша заедничка соработка со кој што ќе биде потпишан договорот за соработка меѓу школата за пилоти при Министерство за одбрана и Технички факултет, со цел тие покануваат да ние можеме со наши студенти да одиме да ги посетиме, да видиме каква опрема имаат, симулатори за обука на пилотите, прво на земја објаснија, потоа во воздух, значи некој што ќе се покаже при вршење на селекција. Така да беше навистина интересно, еве искомбинирано и со тој сегмент. Значи ли ова дека може да се појави една нова студиска програма кога станува збор за летањето, така да се изразам? Ние имаме студиска програма за воздушен сообраќај и транспорт, меѓутоа нашите инженери кои што се едуцираа на таа студиска програма, во претходните генерации имавме повеќе кадар, сега малку е намален интересот, меѓутоа тие беа специјализирани за логистика, односно на аеродромите, значи да организираат работата на аеродромите. Ништо не е чудно, ништо не е исклучено, значи понатаму, доколку има интерес, би можело да одиме со заедничка студиска програма, бидејќи тоа е исто еден вид од сообраќај, односно воздушниот сообраќај во случајот сегментот на воено воздухопловство. Така, јубилеј 55 години постоење на Техничкиот факултет во Битола. Се одбележа, ќе се одбележи? Како ќе биде планирано? Оваа година, значи, цело време празнично сите настани што се организираат се под мотото, под фактот дека се прикладни на јубилеот од 55 години. Организирање, значи, од Висшата техничка школа, со тоа што дел од настаните се одржани, имавме работилница со наставници од средно,
Имавме други промоции на факултетот, ова промоција за дипломирани студенти, меѓутоа централната манифестација се надевам дека ќе биде на есен, кога и формално започнала со работа Висшата техничка школа. Ќе бидете исто тогаш известени за тие настани и се надевам дека ќе направиме една прикладна и добра манифестација и настан за одбележување на јубилеот, бидејќи тоа и го заслужува, тоа ни дава и обврска и можност за идни перспективи и се она кое што е навистина традиција, бидејќи не е едноставно да се одржува традицијата затоа што се зголемува и обврската од се она што претходно се случувало. Во секој случај ни предстојат уписите. Значи, сите оние матуранти кои што оваа година го завршија своето средно образование, дел од нив се можеби некако насочени преку техничкото средно кое што е во Битола или можеби некои од гимназиските паралелки. Ајде да им кажеме што се им нуди техничкиот факултет како можност при уписите кои што ни следат. Техничкиот факултет од Битола нуди навистина голем број студиски програми. Од прилика 10 на прв циклус. Значи, на машинскиот одсек имаме општа енергетско машинство со 3 модули, кои што се делат од трета година, од четврта година, односно од 7 семестар, процесно машинство, енергетско машинство и другиот модул е исто така од машинските области. Следниот одсек исто имаме една студиска програма заштита на животна и работна средина. Во сообраќајниот одсек имаме 3 студиски програми: сообраќајно-транспортно инженерство, сообраќајно-транспортна телематика и сообраќајно-транспортни системи и технологии. Во електротехничкиот одсек имаме една студиска програма, електроенергетски системи се вика студиската програма. Графичкиот одсек исто со една студиска програма. Имаме во тој сегмент, значи, графичко инженерство и дизајн. Одсекот за индустријски менеджмент исто има една студиска програма, значи индустријски менеджмент се нарекува, индустријско инженерство и менеджмент. Мехатроника е студиска програма која што исто така сега се 4 годишни студии и представува еден интересен спој меѓу машинство, информатика и електротехника, за која што исто така има интересни, значи во светот е трендовска и има интерес од новите студенти. Новите студенти, убаво кажав, од средношколците. Треба да напоменам дека имаме уште една студиска програма по информатичко и техничко образование заедно со Педагошкиот факултет од Битола, каде што се едуцираат наставниците од основно образование кои што предаваат општо техничко образование, информатика и техничко образование, кои што се едуцираат на таа студиска програма. Технички факултет нуди по сите студиски програми и втор циклус, односно постдипломски студии, и трет циклус исто, докторските студии, кои што за оние кои што понатаму сега е рано за матурантите, меѓутоа кој како ќе ги одреди со афинитетите, навистина имаат можност да го продолжат нивното образование на оваа институција на начин како што треба да се заврши. Екипирани сме, имаме многу добар наставен кадар, имаме историја, имаме просторни можности, имаме и кадровски потенцијал, 26 редовни професори, 16 вонредни професори, 15 доценти, 1 асистент имаме и друг технички персонал, не од прилика, туку точно 75 вработени, кои што навистина не е мала бројка за еден факултет. Така, колку е предвидената бројка на студенти кои што може да ги прими техничкиот факултет во оваа 2016-2017 академска година? Ние распишавме, значи предложивме квота од прилика од 600 студенти, 590 точната бројка на сите студиски програми, меѓутоа сепак главниот збор го има Министерството за образование и наука, кои што квотата која што ја доделуваат ја објавуваат во службен весник. И според таа квота се држиме и добиваме, значи запишуваме студенти. Исто сакам да кажам дека може да се запишуваат, првиот уписен рок секако се запишуваат со положена државна матура, вториот и третиот уписен рок со училишна матура, доколку има слободни места на оние студиски програми каде што ќе сакаат да се запишуваат. Искуството наназад, еве да поставиме една така хипотетичка бројка кога станува збор за 600 студенти идни,
Колку од нив завршуваат реално? Вака, значи, бројката која што ја предлагаме ние ги предлагаме тие, меѓутоа на техничките струки стално имаме дефицит на тие бројки. Значи, има помал број на запишани студенти, нема толку многу како на општествените струки дипломирани студенти. Ние имаме бројка од прилика претходната година 215 студенти запишавме во Бруцоши, со кој што број спрема фактот дека наталитетот опаѓа и дека има се помалку ученици и во основно и во средно образование, ние сме задоволни со бројката, бидејќи и она тука може да се обрне многу голем факт на квалитетот на наставата. Секако на квалитетот многу се внимава, бидејќи инженерите мора да се научат прво да работат, да бидат вредни и да се задоволни со фактот, односно она што го научиле, меѓутоа и да се спремни дека треба цело време да го усовршуваат нивното знаење, бидејќи техниката и технологијата забележува секојдневно раст и нови моменти, нови технологии, нови патенти, изуми и се кое што се користи, значи треба да се следат тие промени. Меѓународната научна конференција која што се случи, ќе ја споменам уште еднаш, само уште околу делот како можност на многу луѓе да си ги објават своите трудови. Значи, не секаде можеме трудот да го објавиме, техничкиот факултет ја дава таа можност. Колку досега вакви меѓународни конференции се имаат случајно на техничкиот факултет? Негде 1999, 2000, 2001 имаше 3 конференции исто, кои што беа под покровителство на Министерството за транспорт. Тогашно, после тоа се направи некоја пауза, заради ситуациите, мислам и со спонзорства и со ова, бидејќи сепак за организирање на еден таков настан се потребни големи финансиски средства. Меѓутоа, еве пак се собреа напори, бидејќи сакавме многу да ги пречекаме колегите кои што одиме на конференции, да ги поканиме и ние, да покажеме дека можеме да организираме и навистина беше еден многу убав настан од кој што сите беа задоволни и ветија дека повторно ќе дојдат. Во овие некаде 30 на минути, можеби многу пати споменавме околу визиите, околу перспективите на техничкиот факултет од Битола. Меѓутоа, може ли уште еднаш накусо кои се идните планови на техничкиот факултет во однос на нови студиски програми, во нова понуда, во нова соработка со компании, со меѓународни универзитети? Технички факултет Битола, значи, се и понатаму, како и досега, бидејќи повторно ќе споменам, има кадровски потенцијал, има просторни можности, има историја, се движал низ цел овај повеќе од половина век и се прилагодувал на сите општествени барања и потреби, онака како што течеле тие текови општествени, поготово во индустријата и во стопанството, и понатаму ќе обстојува, и мислам ќе се развива уште повеќе со нови студиски програми, потребни, кои што при согледување ние ќе видиме кои што се повеќе барани и кои што повеќе, значи, се потребни за изучување. Ние сме толку флексибилни, бидејќи имаме навистина голем број професори кои што можат во секој момент да излезат во пресред и се спремни за нови предизвици и за нови учења и доучувања, иако сме ние, значи, магистрирани, докторирани, цело време работата е со учење, нема застанување тука. И фактот што ние сме, значи, секоја асистентите на 3 години, професорите на 5 години на реизбор, значи, за избор во повисоко звање, обавезно мора ние да задоволуваме одреден број на трудови, учебници, дипломски, магистерски, учество на конференции и се она кое што е потребно, значи, со импак фактор трудови и се, мораме да на некој начин да брзаме за да задоволуваме тие услови и да бидеме избрани во звање, бидејќи ние сме, можам да кажам, единствената струка и професија која што е толку динамична и активна, бидејќи излегува слободен конкурс на кој што може секој да се јави и да биде загрозено местото на некој доколку не исполнил и си затаиле некои елементи од неговата работа. Така да мораме да се онај концепт на долгогодишно учење, на цело време учење, long life, доживотно учење, кај нас е најмногу застапен, бидејќи
Немаме време да одмараме на некој начин, односно да се ставаме во некое мирување. Јас ви благодарам, професорке, што одвоивте време ова утро, што сте дел од Деница на Мега. Се надевам во наредна прилика повторно ќе се видиме и ќе разговараме околу новите студентски програми, околу бројката на студентите, успесите на професорите и студентите и други активности на Техничкиот факултет од Битола. Ви благодарам за поканата уште еднаш, за можноста што ми ја окажавте да презентирам нашата институција, иако многу добро ја знаете, значи, да покажеме што е ново, да покажеме што е континуирано и постојано, бидејќи и нештата кои што се постојани, а се одржуваат во системот, значи се уште има интерес за нив и треба да постојат и да се развиваат. Ви благодарам, а ние, почитувани гледачи, ја продолжуваме утринската програма понатаму.